зеница на моето око. Мајко моја, многу ми недостасуваше. Мил мој. Многу ми недостасувавте. Постојано ги читав твоите писма што ми ги испраќаше, мил мој. Какви тешкоти претрпе. Но успеа да преминеш преку сето тоа. Му благодарам на Господ. Фала му на Бога, мамо. Мајко, земете малку здив, па то се и да си го испие кафето. Не, убаво ми е мене вака. Синко. Нели? Се изнамачих, ава ти благодарам, а и во ваква состојба. Воопшто не ми е тешко. За тебе само најдоброто. Зошто веднаш не дојде дома? Зошто минатата ноќ не спиеше дома? Така требаше. Сам не дојде, нели? Дојдоа нашите. Не грижи се. Се ќе биде во ред. Джилил, бргу ќе го донесе докторот. И крварењето ти престана. Може би ништо не му е на бебето. Бате. Фала му на Господ. Добре. Добро ве најдов. Фала му на Бога. Осман. Добре ли е, бате? Најди. Осман. Многу ни недостасуваше. Да знаеш вие колку ми недостасувавте. Татко. Добре дојде. Добро ве најдов, татко. И ти не си дојде право дома, нели? Треба да поразговараме. Татја, немој да се предаваш. Те молам, не оставај. Еве дојдоа. Издржи. Петра. Петра. Шула. Фала му на Господ. Ах, Петра, само да знаеш што се случи. Не грижи се. Секогаш ќе бидам покрај тебе. Секогаш ќе бидам. Нека ни е со среќа, Мирза Мехмед. Се врати нашиот лавчина. Нека се постави масата. Денес ке празнуваме. Денес ке славиме. Сеид? Повели. Почни да зборуваш, те слушам. Како што предпоставуваш. Не се вратив сам.
Донесе овде некоја што не можеш да ја запознаеш со нас. Немаш образ за тоа, нели? Не, Шула е девојка која со гордост можам да ви ја представам. Шула, така ли? Да. Се вика Александра Джулиенова Верженскаја. Од пат ја донесе заедно со тебе. Ми сакал да знам зошто, синко. Не можев да ја оставам. Татко. Ја сакам. И таа мене ме сака. Ме чекаше додека бев на фронтот. Сакала да си го одземе животот кога слушнала дека сум мртов. Замисли колку ме сака, не можев да ја оставам, татко. Поради мене се откажа од се, од својот град, од семејството и дојде тука. Сигурен сум дека и вие ќе ја засакате кога ќе ја запознаете, не се сомневам во тоа. Не сакам да ја запознам. Ама тато, Нели ти реков, синко, љубовта да ја научиш со руска девојка? Но сопругата ќе избереш од тука. Тоа што ти го кажав, не се празни зборови. Значи, ни една моја поука не ти останала во главата. Засрами се, синко. Во Москва можеше да правиш што сакаш, но тука е друго. Ова е твоја семејна куќа, твојата земја. Не можеш да седиш тука со твојата љубовница. Нејзе не смееш да ја внесеш овде. Не можам да прифатам една русинка да живее во моето семејство како љубовница. и јас не можам да ги прифатам твоите зборови, тато. Ќе се оженам со Шула. Сейд, Бате, Сейд, синко, каде бате? Бате? Бате, Сейд, синко, не оди. Сейд, бате, каде? не оди, Бате, чедо мајкино. Сейд, 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 не оди, те молам, не оди. Сейд, Сейд. Дојдоа. Петро? Од каде излезе ти? Побрзајте, состојбата и се влоши. Докторе, Дојди со мене. После ќе разговарам. таа многу крвари, постојано. Дојди. Мирза Мехмет. Те молам, не носи големи одлуки бесен. Сейт нема да ти се спротистави. Ќе разбере својата грешка и ќе дојде рака да ти бакне. Мирза! Душо ќе биде се во ред, нели? И вие почекајте надвор. Одите, молам те, Чекајте надвор. Джелил, ајде дојде, да излеземе надвор, ајде, доаѓа. Вие останете да ми помогнете. Се разбира, секако. Оди. Оставете го тоа овде. Истурете ја водата врз инструментите. Татија, докторот сигурно ќе ти помогне. Ставете една перница. Ќе оздравиш. На вас ви кажувам, побрзајте. Донесете топла вода.
Катја! Полека, полека. Добро, полека, ќе оздравиш. Ќе оздравиш, мила. Джилил, тргни се. Тргни се! Немој, Джилил. Не влегувај. Прибери се. Колку сме безпомошни, Господи. Не сме ништо да й се случи. Таа е многу силна жена. Русија е восхитена, магевсана од неј се. Ке го преброди ова. Ке видиш. Благодарам, Петро. Не можеш да седиш тука со твојата љубовница. Не смееш да ја донесеш во оваа куќа, ме разбираш ли? Не можам да го прифатам тоа. Една русинка. Не можам да прифатам една русинка да живее во моето семејство како љубовница. Ако видам дека некој од оваа куќа отишол во таа куќа, само ако слушам дека некој од оваа куќа не е да разговара, туку да се види со нив лице в лице. Како што го избришав Сеид, така и вас ке ве избришам. Се разбравме ли? Се разбравме ли? Со генерации постојат правила во ова семејство. Еминови имаат правила. Ако сакаш да го продолжиш потомството на ова семејство честно, тогаш ќе ги следиш овие правила. Ќе слушаш совети, но ако му свртиш грб на ова семејство и се заминеш, значи не го заслужуваш ова семејство. Ова е мојот последен збор, госпоѓа Захиде. Мамо, единствено со таа жена нема да зборуваме. Нема да бидеме лути со Бато, нели? Се разбира, сине. Види, Бато, ако се откаже од таа русинка, тато ќе му прости. Осман, Доаѓам, тато. Немој да ми кажеш дека се предомисли од одењето, Махмуд. Те молам, немој. Како може да одиме во ваква ситуација? И ти го слушна, тато. Сеид за саканата жена, на сите им се спротистави, а ти што правиш? Махмуд, зошто не ме послушаш? Јас не велам да му се противиш на татко ти. Ама нели тој рече самиот, земи го семејството и оди? Да, ама не го мислеше тоа. Махмуд, овде веќе нема живот за нас. Само јас ли го гледам тоа? Куќата ќе ни ја земат од раце. Земјата, имотот, повеќе ништо нема да е наше. Треба и ти да мислиш на твоето семејство.
Треба да се снабдат намирниците во Багеви. Хаџер, како се гостите? Им треба ли нешто? Треба да знаеме. Секако, господјо. Прати Абер во Багеви, нека дојде Сехер да поразговараме со неа. Секако, господјо. Не грижете се. Јас ке одам. Добро. Шула, добра ли е? Да. Добро, не грижи се. Како е, докторе? Изгубила доста крв. Имаше спонтан абортус. Но ќе оздрави, нели? Треба многу добро да се лекува. Уште некое време ќе има крварење. Ако продолжи да крвари, може да биде опасно. Внимавајте, нека се одмара. Добро. Благодарам. Господјо? Шула, добро си? Не знам како да ви се заблагодарам. И го спасивте животот. Вашата помош беше многу драгоцена, господјо. Утре пак ќе наминам. Многу ви благодариме, докторе. Но ако има нешто, веднаш јавете ми се, ве молам. Благодарам. Многу благодарам. Шула. Помислив дека ќе умре. Кога видов колку крв изгуби, помислив ќе умре. Многу се исплашив. Ки помине. Многу. Дојди да те однесам во соба. Господе, молам, благослови ми ја. Те молам. Многу се исплашив. Полека. Исплачи се, не се воздржувај. Камо се и да беше овде? Зашто не беше тука? Јас сум покрај тебе. Навистина помислив ќе умре. Многу се плашив. Но не умре. Ќе се опорави. Ти си многу храбра жена, Шула. И мајка ти и браќата би се гордееле со тебе. Бароницата набрзо ќе дојде, господине. Благодарам. Драг Виктор, Баронеса, мојата почит. и за мене е голема радост да видам познато лице во ова место. За нас е голема чест да ве угостиме во градот, баронеса Лола. Повелете, ве молам. Ве молам, Виктор, простете.
но не можам да ве послужам со ништо друго освен ликер. Всушност ја пијам вашата убавина со моите очи, веќе ми се врти. Секогаш бевте дареджлив со комплиментите кон мене. Знаете дека не е комплимент. Штом дојдовте довде, предпоставувам дека сте го добиле моето писмо. Да, но за жал, нема да можам да ви кажам убави вести. Како? За жал, ако не најдете брод кој оди во Англија, единствен начин за да заминете е Галиполе, што во нормални услови не е возможно. Сигурна сум дека човек моќен како вас ќе најде начин да излезе победник. Жалам, баронесо. Сите се обидуваат да ја напуштат земјата, но не е возможно по законски пат. И во писмото ви напишав во најскоро време дека треба да одам во Англија, што и да биде. Каму тоа да беше возможно. Но ако сакате, иако тешко, можам да помогнам некако да стигнете во Истанбул. Во Истанбул? Вие сигурно се подбивате со мене. Мојата безпомошност ве забавува. Никако. Јас ви кажувам дека во Истанбул можете да продолжите со своето владение. Ви го ветувам ова, таму ќе бидете на сигурно. Но таа земја е во војна со нас. Предпоставувам дека вие секогаш ќе бидете на страната што победува. Ако успеете да се сближите со одредени луѓе, можам да ви ветам сигурност. Вие ми нудите да бидам агент? Ако вие ни помогнете, ние ќе создадеме услови да бидете спокојни. Во спротивно со жалење би сакал да ве потсетам дека во ниеден брод од ова пристаниште ќе нема место за вас. Голем срам е да се обидуваш да имаш дете од човек со кого не си во брак. Ниту на благородништво, ниту на жена не идоликува. Видиете, таа душа не е виновна. Ама Божја волја. Господинот бил во право. Боже, јас како ќе го објаснам ова на господја Захиде? Особено ако слушне Мирза Еминов, уште повеќе ќе се крене врева. Аман Хаџер, не кажувај нешто што ќе го стави во тешка ситуација. Не може да знаеш, а да криеш. Ти се молам да не се дознае дека јас кажав. Всушност, господја Шула е поинаква од благородно семејство, но условите ги донеле овде. Малку да се смири ситуацијата, дај Боже во Имотов ќе има весели свадби. Ти навистина веруваш во ова? Ти не веруваш ли? Само да ја видеше кавгата утрово. Мирза Еминов како олуја му се надвиси на господин Сеид. Ја растори куќата. Леле, ја сруши одајата на господин Сеид. Се скаши подарокот од царот. Лесна работа. Господја Сехер, ве молам спремете нешто за јадење за господица Татја. За кратко време таа ќе се разбуди. Веднаш, господине. Сеид уште ли е во чифликот? Не, господине. Господин Сеид утрово како што дојде, така и замина. Што се случи? Не се случи убави работи. Не би било во ред повеќе да зборувам за тоа. Господи, Сеид замоли додека гостинките се во куќава меѓу себе да зборувате руски. Ако помислат дека зборувате за нив би се натажиле, нели? Секако, господине. Се извинуваме, ќе внимаваме. Благодарам. Со лесно нека е.
Шула? Сеид се врати и слушнав гласови. Не, тоа беше кучијата од имотот Неминови. Како си? Добро сум. Татја, како е? Се разбудили? Добре, добре. Спиено, очигледно нема болка. Ах, Челил. Каков кошмар беше. Но помина. Ке видиш. Сеид веќе би требало да чул. Петро кажа дека дошол некој од имотот. Му јавија ли на Сеид? Не, кај семејството е и не сакам да се испаничи. Но како и да е, се ќе се среди. Но како што изгледа, ќе дојде. Во право си. Господјо Сехер, зошто дошле тука од имотот? Донеле овошје од градината. Разбирам. Ке се забавувате, ке се смеете, ке се дружите со руските девојки, ке правите се што ке сакате. Но сепак на крајот ке се ожените со турчинка. Ова е мојот аманет до тебе. Сеид, зошто не те однесе во имотот? Затоа што не знаја дека сме заедно дојдени. Не знам ниту дали знаат за мене или не знаат. Помисливме, подобро е прво сам да зборува со семејството. Да, да ја однесам на татја. Сигурен сум дека ќе бидеш дочекана со богати трпези како што заслужуваш ти. Мислам дека заслужуваш. Петро. Во ред. Сеид Еминов. Јасев? Пријателе? Долго време не сме се виделе. Така е. Долго време. Си ја соблекол униформата. Погледот ти е остар исто како и порано, Јасев. Ме израдува. Стравот за душата минува пред лојалноста кон царот со право. Лојалноста се доведува во прашање кога луѓето кои пораснале на иста земја, јаделе иста храна, насочуваат оружје еден кон друг. Јас до денес пукав во непријателот. Ама се вратив во Крим за да покажам дека не се плашам од оние кои на подол начин се доближуваат од задгрб. Саид, кога дојде овде со себе го донеси огнот. И семејството ти е во опасност. Внимавај. Ти мене ме уценуваш ли? Како другар од детството те предупредувам. Не заборавај. И Крим не е многу различен. На крајот и тој ќе се смени. Јасев, ти гарантирам дека нема да биде така лесно. Ке видиме. Ме растажи тоа што толку бргу изгуби надеж од оваа земја и од луѓето што живеат овде, Јасев. А ти откаде знаеш дека изгубив надеж? Може би само се изменети работите.
Грижи се за своето семејство. Нека е солесно, Джемал. Каква е денеска ситуацијата? Ситуацијата е лоша, господе. Денес уште 10 работници не дојдоа на нива. Тие што ја ставаат работа да земаат оружје и одат со бунтовниците. Тато, што правиш? Тато, остави. Ветувам, јас ќе најдам нови работници. Пушти ме. Ке ги замениме тие што си заминаа. Повеќе ќе работиме. Нема да ги стопираме тие што си заминуваат. Не му кажуваме стои на оние што си одат. Ниту ќе им кажеме стои на сите тие што не се спротивставуваат. Може би треба да ги сослушаме, а? Може би ќе се вратат. Што? За нив велиме дека се бунтовници, но не знаеме што сакаат. Да ги сослушаме, да ги разбереме. Свесен ли си ти што зборуваш, Махмуд? Бато? Ако и ти се бунтуваш, придружим се на тие што се бунтуваат. Не дозволувам да зборуваш со нивниот речник. И ти ли како брат ти ќе ми се спротивставиш? Тато... Доста! Обиколете го целиот имот. Проверете каква е ситуацијата. Колку луѓе недостасуваат и уште колку луѓе се бунат против нас. Осман, остани со тато. Не рекле напразно добар комшија е подобар од лош роднина. Господ нека ја благослови господја Бинас. Каде ќе оделе? Во Истанбул, кај брати. И колку далеко? Па како ќе оди дури Бога дотаму? ми, брати нашол начин. После 1 месец ке патуваат. Било какво да е местото каде живееш, подобре од градот кој не го познаваш. Ова е измислена поговорка. Лага ли е? Одиш на толкав пат далеко од земјата и од пријателите. Што да прави жената со стравот од глад? Мажот ти е болен, немаш тијата сите не изгоре. Продаде се што имаше. Уште малку пари има. Ама и онака земјата е во опасност. Не се знае кој е пријател, кој не пријател. Со среќа нека си оди. Ке се помолиме. Кога ќе го јадеме јадењето од незиното брашно? Јахја вели не плашете се. Нема да има проблем во пристаништето, но јас многу се плашам. Срцево ми се стега како ќе се грижам за болен човек и за мене. Се плашам, Фатма. Нека ви е со среќа. Не плаши се. Малку ќе стиснете заби. Додека се свртите сте преминале од другата страна. Оттаму право во Истанбул. Да е така лесно право во Истанбул. Толку многу се плашам, многу се плашам. Види, дај Боже да е лесно. Еве да кажеме дека така ќе биде. Синот на Илдис веќе порасна и е голем. И онака дома имаш многу луѓе да ги храниш. Да ја земам ѓузите во Истанбул. И јас се мислев што ќе кажеш. Што си чудна Бинас. Девојката е аманет, како да ја испратам? Да не полуде. Ти не ли рече дека има само еден дедо? Нема никого. Кога дедото ќе умре, оваа Илдис тогаш ќе остане сама. Ќе ви остане наврат. И не за и дојде време. Со среќа ќе се омажи, ќе си оди. Добро ете. И мојот брат остана вдовец. И мене ќе ми биде пријателка. И ќе омажиме со брат ми, ете така да ти кажам. Зарем е можно такво нешто? Зошто да не е? Јахја е добар човек. Ѓузиде ќе му подари дете, ќе му го разубави животот. Многу е осамен. Фатма, што мислиш, зошто не моли да одиме? Тој не сака да останеме овде.
И брашното беше при крај. Кога ќе се омажиш, дај Боже оставата да биде полна, да не се затвора вратата. Во ова немаштија. Сиромаштијата не наминува во богата куќа. Полковникот Джелил бил богат, Есма кажа. Ама дадо, и ти Джелил па Джелил. Со свој памет си правиме свадба. Само еднаш сме се сретнали и тоа на кратко. Ама штом веќе е тука, утре ќе се сретнете сигурно. Потоа тој ќе се магепса од твојата убавина. А потоа ќе дојде и мајка му. Мислиш ме запомнил? Види ја луда една. А кој може да ги заборави овие очи? Како ќе се сретнеме кога не излегувам од дома? Осман кажа дека се во куќата на лозјето. Местото е многу блиску до нас. Уште да му звонам на врата и да му речем Джелил, јас дојдов. Јелдес, Ѓузиде! Мола, мамо. Ајде, Керкове, чекаме за леп. Каде се задржавте? Во ред, доаѓаме. Да, и малку леќа. Штом имаме намирници, направи една убава чорба, Ѓузиде. Добро, тетка Фатма. Уште ли нема вест за Сеид? Джелил го испрати Исмаил Ефенди во чифликот. Ќе дојде. Ќе бидеш тука, нели? Добро. Ајде, Шула, седни и ти да јадеш. Не сум гладна. Ти благодарам. Сигурно Сеид се изгуби во бескрајниот имот. Или може би попат сретнал нека убавица? Веќе почнав да се грижам. Не плаши се. Не може да најде поубаво од тебе. Сигурно му се случило нешто. Немој веднаш на лошо да мислиш. Ова е негова земја. Кога доаѓавме од Кисловодск, ни се случија многу опасности. Се плашам да не падне во некоја стапица. Може би е заедно со мајка му и татко му да ја дочекаат снаата. Обичаите на турците се различни. Може би со коњи доаѓаат и носат подароци. Се надевам нема да дојде ненајавено. Јас ваква. Или може би ќе дојде. Не им ги знаеме обичаите. Можно е. Не е можно. Сеид не би ме ставил во таква ситуација. Уште еднаш ти се восхитив, Шула. Засаканиот човек дојде во непозната земја, меѓу луѓе што не ги познаваш. Очигледно му веруваш на Сеид. Се разбира. Очигледно месеците минати разделени биле многу плодни за двајцата. Многу добро си го познала Сеид. Да видиме дали лесно ќе се навикнеш на нивните обичаи и нивниот начин на живот, што ги ти не достига од поранешниот живот. Единствено семејството. Мајка ми, сестра ми,
Нина, многу тешко ми падна разделбата. Всушност, јас сакав за тоа да зборувам со тебе. Сеид! Сеид! Сеид, се случија многу лоши работи, многу лоши. Знам, Шула. Знам. Исмаил се ми кажа. Сеид? Добре дојде, Петро. Многу се радувам што те гледам. Јас сум среќен што се најдов во вистинско време овде. И тоа како, Сеид? Дојде сред кошмарот. Добро е што си овде. Татја каде? Сега е добра. Джелил е покрај неа. Дојди. И има ли нешто ново, Петро? Нема. Сеид, се молев што поскоро да си дојдеш. Извини, љубов моја. Многу ми е жал. Цел ден бев на нивата. Гледаш, во право сум бил. Имаше среќа. Втората веројатност не се оствари. Која е веројатност? Остави, не слушај, ајде.